Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие ја слушате брошурата Ахмад, ветениот Месија. Напишена од Васим Ахмад. Оваа кратка белешка спаѓа во склоп на изданието на Ахмадија муслиманскиот джемаат, вистинското лице на исламот. Во името на Аллах, милостивиот со милосен. Ахмад, ветениот Месија. Чесниот Куран објаснува дека е совршена збирка од правила на духовните закони, објавени преку чесниот пратеник на исламот. Нека е мир Божи и благослов со него, и дека нема да се појави пратеник со нов закон после него. Чесниот Куран е последната објавена книга и не може да се замени или надомести со било која идна објава, било цела или во некој свој дел. Духовниот свет и понатаму ќе биде воден од чесниот Куран и чесниот пратеник до последниот ден. Но човекот е подложен на заборавот, брз во правењето грешки и наклонет на противење и побуни. За да се одржи суверената власт на чесниот Куран, било неопходно да се осигура и подготви лек за сите овие човечки недостатоци. Овој рецепт бил неопходен за заборавните да бидат подсетувани, грешните поправани и бунтовниците да се доведат во покорност. Од честниот Куран учиме дека како што во материјалниот свет месечината прима светлост од сонцето и ја осветлува земјата, кога директна сончева светлост не е на располагање, на ист начин ќе се појавуваат луѓе кои ќе постигнуваат духовна светлост од честниот пратеник и ќе продолжат да го осветлуваат духовниот свет. Овие луѓе ќе се појават како реформатори во согласност со потребите за кои се одредени да ги остварат. Но во случаи на широко раширена незаконитост, нереди и неправди во подрачјето на духовноста, ќе бидат одредени како пратеници, подредени на строга послушност кон честниот пратеник. Честниот Куран на различни места укажува на појавувањето на еден таков пратеник, кој ќе биде духовен одраз на честниот пратеник и чие доаѓање ќе се смета како второ доаѓање на честниот пратеник. Во хадисите, преданијата, овој лик на честниот пратеник е наречен Месија и честниот Куран исто така на едно место укажува на оправданоста на ова име за него. Другото име спомнато во хадисите за овој пратеник е Мехди. Меѓутоа, овие две имиња се однесуваат за една личност, иако тие изразуваат поинакви својства. Книгите во Библијата исто така укажуваат на второ доаѓање на честниот пратеник, поддржувајќи го ветувањето за второ доаѓање на Иса. Знаците спомнати во најстарите книги и во честниот Куран, кои треба да го определат времето на појавувањето на овој пратеник, беа исполнети во ова доба, и тоа е силен доказ за вистинитоста на честниот Куран, дека во согласност со предскажувањата во него, од Бог бил воздигнат човек во ова доба, кој тврдел дека е духовен одраз на честниот пратеник, и со неговото доаѓање се исполнети предвидувањата содржани во честниот Куран и другите книги. Тој објаснил дека Бог го воздигнал за повторно да воспостави доминација на исламот и да ги осветли вистинските учења на честниот Куран. Оној кој што го тврдел тоа бил Рахметли Хазрети Мирза Гулам Ахмад, основач на Ахмадија движењето. Пред повеќе од 100 години, преку Божја објава, бил известен дека тој е избран да му служи на исламот и на честниот пратеник и да работи на воздигнување на Божјото име во светот. Му било кажано дека Бог му ја доделил таа чест да биде пратеник и поради тоа тој ќе биде совршен следбеник на честниот пратеник и честниот Куран и дека објавата која му била поверена ќе биде подчинета на честниот Куран и дека нема да содржи никаков нов закон.
Една од неговите објави гласела: секој благослов е од Мухаммед салаллаху алейхи веселем и благословен е оној кој подучува, тоест чесниот пратеник, и благословен е оној кој учи, тоест Ахмад, кој ја примил оваа објава. Понатаму, тој ја примил објавата. Предупредувач се појавил во светот, но светот не го прифатил. Меѓутоа, Бог ќе го прифати и ќе ја втемели неговата вистина преку силни немири. Во терминологијата на честниот Куран, предупредувач значи пратеник, и во една од верзиите на оваа објава, која ја примил основачот на Ахмадија движењето, наместо предупредувач бил употребен зборот пратеник. Во ова доба на темнината, негова должност била да ги научи луѓето да го спознаат својот Создател и со свежи знаци и посланија, да го посеат семето на духовниот напредок во овој материјален свет. Кога прв пат го објавил своето тврдење, бил сам и немал другар. Се појавил во едно мало село со околу 1400 жители, кое немало модерни средства на комуникација, како што се пошта, телеграф и железница. Тој тогаш најавил дека Бог непобитно ќе ја докаже неговата вистина преку моќни знаци и дека неговото име ќе се пренесе во најоддалечените краишта на светот. Врз основа на Божјата објава, понатаму најавил дека движењето, кое што тој го основал, ќе биде цврсто втемелено, дека ќе цути, ќе се шири и дека неговите следбеници ќе ја постигнат блискоста со Бога. Кога Ахмад го обзнанил своето тврдење и објави кои ги примил од сите страни, наишол на жестоко негодување од опозицијата и од сите заедници. Хинду-муслиманите, сиките и христијаните се здружиле за да му се спротивстават и одлучиле да го уништат. Оваа опозиција сама по себе била показател дека основачот на Ахмадија движењето бил инспириран од Бог, бидејќи само вистинските пратеници наидувале на ваква општа опозиција. И покрај фактот дека тој бил сам и дека му се спротивставиле сите заедници, Бог почнал да го засилува неговиот глас кај луѓето и еден по еден почнале да веруваат во него. Постепено неговите следбеници се пронашле во Пенџаб, а потоа и во други предели од Индија, па дури и во странство. Ахмадија движењето во исламот, основано во 1889 година од Хазрети Мирза Гулам Ахмад, со голема брзина напредува во целиот свет. Денес неговите ограноци се раширени низ целиот свет. Движењето брои околу 200 милиони луѓе, привлечени од сите религии во светот и ги опфаќа сите раси. संभल जाओ के वक्ते इम्तिहा है संभल जाओ के वक्ते इम्तिहा है. Брошурата Ахмад, ветениот Месија Е завршена. Еселаму алейкум.